Почитувани, од денес па се до парламентарните избори, граѓаните ќе ги запознаеме со ликот и делото на Александар Николовски, носител на листата во изборна единица 4 на ВМРО ДПМНЕ. Граѓаните имаат право да го знаат неговото вистинско лице, кој ќе биде на бирачкото ливче и која е неговата вистинска улога во политиката. Николовски, кој сака постојано да прашува, а да не понуди одговори ниту докази за ништо од неговите лаги и манипулации, конечно ќе мора да даде одговори. Александар Николовски е човек кој преку 20 години во политиката живее на грбот на граѓаните. Никогаш ништо не работел, туку живее од даноците на граѓаните. Како политичар и ништо друго, Николовски во ВМРО ДПМНЕ е задолжен за креирање лажни афери, лажни вести и пласирање невистини со кои сака постојано да прави конфузија во јавноста. Токму затоа, Николовски е најдемантираниот политичар во историјата на државата. Него го имаат демантирано домашни институции, странски држави и, верувале или не, Обединетите нации. Станува збор за човек кој што и да каже јавно, тој кажува лаги. На човек како Николовски воопшто не може да му се верува, затоа што едноставно тој нема друга улога во политиката и партијата, освен да манипулира и лаже во интерес на ВМРО ДПМНЕ. Неговата улога за дежурен манипулатор очигледно не ја добил случајно. Затоа денес ќе му поставиме неколку прашања на кои ќе мора да одговори и да се дознае вистината за мрежата која стои за постојано лажење и плашење на граѓаните за политичка корист на ВМРО ДПМНЕ. Го прашуваме Александар Николовски дали тој лично стои позади целата пропаганда на ВМРО ДПМНЕ платена од унгарски извори. Дали Николовски раководи и посредува во финансирање на мрежата медиуми кои постојано шират дезинформации во државата. Дали Николовски, кој важи за близок човек со Синиша Алексовски, фамозниот разузнавач на Ѓорѓе Иванов, ја води мрежата на ботови на социјалните мрежи, кои стојат зад постојано тероризирање на граѓаните на интернет и ширење страв и паника во криза. Дали тој е креаторот на организирани напади за омаловажување и онлайн булинг на оние кои не мислат исто како него и ВМРО ДПМНЕ? Дали тој беше задолжен да создава немир секогаш кога државата беше во некаква криза? Добро се сеќаваме на десетици деманти кои ги добивавме во време на трите последователни кризи низ кои помина државата. Ова е само прва серија на прашања кои мора да ги одговори Николовски. Во следните пресконференции ќе ги разоткриеме неговите врски со сомнителниот бизнис и подземјето. Граѓаните на изборна единица 4 имаат право да знаат кој ја бара нивната доверба и кој вистински е овој човек.